да се скицира еден возможен график на функција што ги задоволува дадените услови. Најпрво треба да скицираме еден возможен график на функција f од x која што е непрекината насекаде, освен во x е еднакво на 3, каде што е непрекината од десно. Што значи дадена функција да биде непрекината насекаде? Тоа значи функцијата да биде непрекината на интервалот од минус бесконечност до плюс бесконечност. Тука вика f од x е непрекината насекаде, освен во точката 3, каде што е непрекината од десно. Од десно е непрекината, тоа би било можеби нешто вакво. Лимесот од десно е еднаков со вредноста на функцијата во точка 3. Значи лимесот на функцијата во точка 3 од десно е еднаков лимесот на f од x во точка 3 од десно е еднаков со f од 3. За да има прекин, левиот лимес ќе го направам да биде различен од десниот лимес. Во овој случај, оваа функција има прекин бидејќи лимесот не постои. Претпоставуваме дека функцијата е вака, па така е непрекината во сите останати точки. Под Б. f од x има лимес во x е еднакво на 3, но не е непрекината во x е еднакво на 3. Еве да речеме да имаме ваква функција. Оваа функција е лимесот во 3 постои еднаков на b, но од условот треба таа да биде не е непрекината, значи да биде прекината во точка. Па така, нека f од 3 ќе ставам да биде некоја вредност. Оваа функција е прекината бидејќи вредноста на функцијата не е еднаква со лимесот во дадена точка, односно во точката 3. Продолжуваме со барањето код Г. f од x не е непрекината во x е еднакво на 3, значи има прекин во 3, но ако нејзината вредност се смени од f од 3, која што е сега 1, значи f од 3 дадено ни е дека е 1, ако велимо нејзината вредност од f од 3 е 1 се смени во f од 3 е еднакво на 0, ќе биде непрекината во точка x е еднакво на 3. Па што треба друго да е исполнето во точка? Што треба друго да е исполнето за кога ќе ја сменам вредноста на функцијата во точка 3 од 1 во 0, функцијата да стане непрекината. Потребно е да бидат исполнети другите два услови. Едниот е лимесот во 3 да постои, лимесот во 3 да постои, и вредноста на тој лимес да биде еднаква на 0. Вредноста на лимесот да постои и лимесот да биде еднаков на 0 од функцијата во точка 3. Сега, ајде да видиме, погледнеме уште еднашка оваа функција. Ако ја сменам вредноста на функцијата во 3, која што во моментов 1, од 1 во 0, таа ќе стане непрекината. И под Г, преостанува барањето под Г, f од x е непрекината на интервалот од 0 до 3 со вредноста 3, но без нулата, но f од x не е непрекината на затворениот интервал од 0 до 3, значи имаме прекин во вредноста 0, тоа може да го забележиме, и имаме уште f од x е дефинирана на интервалот од 0
до 3. Айде първо ovaj дел да го нацртаме. F от x е непрекината от 0 до 3. F от 3 некаде вакво нешто, вака неко овди функцијата, па се до 0. Со овај график ни е дадена функција која што е непрекината на овој интервал. Но f од x не е непрекината на затворениот интервал од 0 до 3. Речи е непрекината на овај интервал и не е непрекината на овај интервал, прекинот мора да биде во точка 0. Еден тип на прекин е да речеме вакво нешто. Тука да имаме празен круг додека f од 0 да биде оваа вредност. Во овој случај функцијата има прекин во точката x е еднакво на 0, бидејќи вредноста на функцијата во точка 0 е различна од десниот лимес на f од x во точка 0. И f од x е дефинирана на овој интервал, затоа не направив нешто вако. Доколку овој услов не беше кажан, би можеле да го нацртаме графикот на следен начин. Значи, доколку ова не е услов, би можеле да нацртаме графикот на следен начин. Сега, бидејќи функцијата не е дефинирана во нула, таа има прекин. Но, поради овај услов мора да нацртаме нешто вакво.